Спутник доаѓа во Северна Македонија. Владата го овласти министерот за здравство да го потпише договорот за набавка на 100.000 дози од руската вакцина. Додека се договараат деталите за ова, се уште траат бирократските процедури за другите две вакцини, на американски Pfizer и на кинески Sinopharm. Венко Филипче денеска само кусо информираше дека се надева дека во следните денови ќе се знаат конкретните датуми кога ќе пристигнат вакцините од Pfizer и Sinopharm. Паралелно со потрагата по вакцини се забележува нагорен тренд на новозаразени од COVID-19, зашто причината се гледа во проширувањето на британската мутација. Навистина има зголемување на бројот на заболени. Во овој момент се уште траат испитувањата во лабораторијата во Ману, но во текот на вчерашниот ден имав разговори со представници на лабораторијата од болницата Жан Митрев, каде што британскиот сој е присутен во 70%. Значи, очигледно е дека се зголемува и дека очигледно е дека еден дел од ова зголемување на бројките се должи на присуство на тој сој на вирусот, за кој што знаеме дека полесно се пренесува. Филипче уверува дека иако се зголемува бројот на хоспитализирани граѓани, легла во болниците има доволно. Институциите се подготвени ако треба да ги заострат рестриктивните мерки. И во делот на мерките дефинитивно е можно, меѓутоа за сега не. Гледаме и пратиме дали овој тренд ќе продолжи вака, до тој степен да биде ризик да повторно се преоптеретат болничките капацитети, поради тоа што за сега нема таква индиција. Сметаме дека е ова нешто што сега за сега добро се менаџира, но не ја исклучувам таа можност. Околу 180.000 граѓани со возраст над 70 години со хронични болести се регистрирани во системот Мој термин. Од нив околу 50.000 веќе се пријавиле за вакцинирање. Процесот на имунизација за сега го опфаќа само медицинскиот персонал кој директно работи со ковид пациенти. Планот е за 10 дена да се вакцинираат сите 4.000 здравствени работници кои спаѓаат во оваа група. За сега само толку вакцини и има во земјава, 8.190 дози што дојдоа од Србија. Другите се уште се чекаат. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.